Među nas туку напор од границите на македонскиот говорен простор. Ево, почитувани дами и господа, во името на македонскиот народ, на сите граѓани на Република Македонија и на големата македонска диаспора, ве повикуваме да го чуете нашиот глас, да разберете нашава небиднина и да преземете мерки за крај на долгогодишната неправда спрема македонците и Македонија. Во името на демократијата и основните човекови права и вредности за секој народ, во нашиот заеднички свет, апелираме до вас да не се слушате. Ние македонците, автохтон народ во нашата колина Македонија, со генерации сме биле поробувани, убивани, окупирани, колонизирани, делени, етнички чистени, прогонувани, уценувани, окупирани, колонијазирани, делени меѓу Грција, Србија, Бугарија и Албанија и нивните историски покровители од големите сили на Европа. Ние македонците го помниме и никогаш не сме го заборавиле. Таа агонија и страдање траат кои 21 век во свет на универзални вредности на демократија и човечки права, кулминира со непримерно шовинистичко действување на Грција и незините европски сојузници во нацифашистичкото барање за промена на нашето историско национално државно уставно име Македонија, што представува срам за Европската унија, за НАТО и за обединетите нации. Има ли друг ваков пример и пресудан во светот денес? Дали разбирате тежината на ова злосторство против човештвото? Дали се надморуваше на овој опит за културен геноцид, произведен од најстарите народи во Европа, во чија што основа е мирот и љубовта, коегзистенцијата и толеранцијата? Вредат ли вашите демократски вредности на слобода, на еднаквост и човечки права, доколку грчкиот геноцид врз македонскиот народ, антимакедонизмот не влада и нацифашистичкото борење за промена на државата на Македонија се ведно за сојузност на Брисел, на Страсбург и на Атина? Можете ли да останете незаинтересирани, дозволувајќи на хеленската демократија да извртува и гази најсветото сите цивилски права, правото на една земја и на еден народ на самоопределување и самоидентификација, на живот во слобода, во демократија и во достоинство? Не смеете. Освен ако и вие не ги газите тие основни вредности врз кои што почиваат и вашите општества и сојузи на држави. Македонците не прифаќаат ново грчко духовно робство. Дали се со мене? Не сакам да ве заморам, меѓутоа верувајте ми, ова е документ кој што може да предизвика сериозни помислувања во свеста и совеста на големите сили. Во името на тие вредности, крете го вашиот глас против грчкиот националфашизам спрема Македонија и македонскиот народ. Имате и морална и законска обврска за спас на Македонија заради спасот на универзалните вредности на човековите цивилизации и демократијата. Ние, припадниците на македонскиот народ, се прашуваме како е возможно постојаните членки на Советот за безбедност на Обединетите нации да останат бури и неми пред грчкото непочитување на повелбата на Обединетите нации и универзалната декларација за човечки права, де подсетуваме на резолуцијата 817 од 7 април 1995 година, членот 4 од повелбата на Обединетите нации и на членот 11 од македонско-грчката преврена согласност од 13 септември 1995 година. Дали тие акти на меѓународниот правен поредок се почитуваат или се празни зборови на легализација на геноцид и окупација? Дами и господа, 99 години ние македонците на полуостровот наречен Балкан ги чувствуваме катастрофалните последици од грозоморниот Букурешки договор од 10 август 1913 година за поделбата на Македонија на македонскиот народ. Оно што за вас и сите наши соседи, особено Грција, е перфидна регионална политичка игра. За нас македонците е суштинско прашање за опстанок да се биде или да не се биде. Со години, преку безброј домашни и странски емисари и мешетари, ни испрачите двосмислени пораки, ни поставувате услови, ни одредувате рокови со кои од нас барате да се откажеме од она што за нас македонците е најсветото, нашето древно и библиско име Македонија, што за нас е име и идентитет, и неотуживо наследство и достоинство. Дами и господа, на сите ваши пораки и уцени ние ви велиме. Не е време, ниту некојаш било и тупак ќе биде. Ние македонците да бираме помеѓу нашето име и идентитет и членство во вашите организации. Време е за вас во овете нации, во Европската унија, во НАТО и во целата меѓународна заедница да изберете помеѓу правдата и неправдата.
помеѓу слободата и дискриминацијата, помеѓу демократијата и шовинизмот, помеѓу владењето на законот и анархијата во меѓународниот правен поред. Правото на самоопределување и само идентификување на повеќе од 12 милиони македонци низ сите меридијани на светот не е нетуживо, непрекосновено право. Постоењето на Македонија и македонците е гордост на нашиот опстој и непокор. Прашањето за дрвното име Македонија затворено со референдумот од 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ и граѓаните на Македонија во апсолутно мнозинство гласаа за самостојна и суверена држава Македонија без добавки и прибавки. Одлуката на референдум е задолжителна и сите разговори, преговори и договори за промена на државното име Македонија се незаконски и ништавни за нас како македонски народ. Ние македонците со достоинство се изволуваме дека е чест и доблест и благослов да се биде македонец, дека ќе го негуваме, браниме и одбраниме нашето многовековно наследство, нашиот македонски јазик и култура, нашата македонска црква и традиции, со сите свесно дека ќе се бориме против наметнатата капитулација, макар и припатена од лица, без мандат и активна легитимација. И за накрај, се додека македонските реки течат низ Македонија, се додека сонцето свети на нашето небо, се додека гори огнот од нашите прадедовски огништа, се додека вредните раци на македонецот и македонката водат живот и леп од нашата македонска земја, се дотогаш генерации македонци ќе живеат во Македонија, ќе го зборуваат македонскиот јазик, ќе се молат во нашата македонска црква за мир, за љубов и разбирање меѓу народите ширум светот. Затоа што ние македонците имаме подеднако света обврска и кон нашите предци, и кон нашите идни поколенија да ја зачуваме Македонија за сите да живеат во неа со гордост и достоинство, како и сите други народи. Македонија е нашето име и идентитет, гордост и достоинство и никој не може да ни го оспори тоа право. Е посетуваме на длабоката комунистичка мисла од библискиот Стар Завет, дека ниту еден човек не е остров сам за себе како царина. Сите сме ние дел од едно копно. Ако Македонија исчезне од тоа копно, зарем ќе може Европа да биде цела. Дами и господа, кога ние македонците копаме во нашата македонска земја, владејќи безброј сведоштва за нашата поврзаност со македонските древни корени, вие тоа го нарекувате антиквизација и национализам. Кога грците го прават истото, вие тоа го нарекувате археологија и демократија. Затоа, не прашуваме, зошто двојни стандарди само кон нас, македонците? Посветете се на зборовите на големиот комунист и татко основач на денешната Европска унија, на која и вие и припаѓате. Роберт Шуман, кој вели, обично национализмот има негативна конотација, но во дадени услови тој може да одигра позитивна улога. Кога врз државата ќе се наби опасност, сите прогресивни сили се сплотуваат, се организираат и се борат со својата земја. Ние македонци тоа токму го правиме, зарем тоа е грев, зарем тоа е национализам. Дами и господа, на сите оние кои се обидуваат да ни го негираат светото право да бидеме македонци, своји на своето, еднакви меѓу еднаквите, равноправни меѓу равноправните, ние им велиме, кои сте вие да ни кажувате кои сме и што сме. Ние сме македонци, зборуваме македонски јазик, името на нашата држава е Македонија и никогаш немало време кога не сме биле, ниту ќе има време кога нема да бидеме. Одбиваме да живееме во свет во кој ги нема Македонија и македонците. Некои можеби сакаат да не избришат од картата на Европа, но никогаш нема да не поразат. Да живее Македонија, живее македонскиот народ, да живее слобода и демократијата во Европа и во свет.